Наместо современ водовод и модерен живот, кој го ветуваше на Рачиновци, новиот премиер Зоран Заев во предизборието, жителите се уште немаат вода за пиење во своите домови. Локалното население на скопското село Рачиново среде лето на 40 степени се без вода за пиење. Во едно од најголемите села во регионот, вода нема речиси со месеци. Мештаните се снаоѓаат кој како знае и умее. Се полнат буриња и шишиња, се прават залихи. Дури и децата наместо да играат надвор, помагаат и полнат вода на локалните чешми за да обезбедат за своите семејства. Во Рачиново 22.000 жители во цело општината, ние вода немаме. Па бога ми не е лесно. Новија жештиња не е овдека, нема вода за пиење. А каде набавувате вода? Све идеме по планина, купуваме по продавници и така. Од два издржаме, иначе вака нема. Ми пуниме во Љубетен или нука што има од тога од горе од доаѓа водата и тоа таа. Ниче за пиење не пиеме општо. Како се снаѓам, ја пуним по планини за пиење. Не се живи без вода, никако. Ограничени од своите финансиски средства, дел од граѓаните дури ги продаваат сопствените превозни средства за да можат да ангажираат работници за да ископаат бунари во своите дворови. Но таа вода не е за конзумирање, како што информираа повеќето мештани со кои разговаравме, па треба да патуваат подалеку, дури и во другите села за да наполнат здрава вода за пиење како што велат. Од бунар го вадиме со моторче. И така се снајдеме. А вода нема. Нема. Па имаме бунари, само не е чиста и таа. Од има цело село јами, знаеш. И од јамите не е чиста таа вода. Ова е големо село више, не е село више. Тешко се наоѓаме со вода. После канализација нема. И загадена е целата вода овде во Рачино. Водата ја од нашите бунари вадиме вода. Вода тешко му оди, нема вода или не знам што е работа. Цело во село од бунари вадиме вода. Ние се снабдеваме директ од бунарите. И сега поради потресот мината година и бунарите секнаа. Без вода така, имам пумпи пак имам од бунар. Ама не се пие тоа. Без вода нема живот, а секој се снаоѓа кој како може за да преживее и да обезбеди чаша вода, но и за секојдневните регуларни обврски. Граѓаните со апел до надлежните, што побрзо да им обезбедат вода и да им го исполнат ветеното. Ситуацијата е особено алармантна, бидејќи не само што без вода се околните куќи, туку и амбулантата сега се снабдува со вода од домашен бунар. Во амбулантата некогаш има, некогаш само помалку, а некогаш воопшто нема вода.